Општините треба да имаат контрола со своји инспектори на терен за тоа што и колку се копа од рудниците. Само така ќе имаме веродостојна контрола и ќе се отврли сомнежот дали има злоупотреба при концесиите. На овој став е поранешниот градоначалник на Прилеп Маријан Ристевски, кој вели дека е убеден доколку се спроведи ваквата контрола, неколкократно ќе се зголеми и приходот на општините. Пари кои што ќе може понатаму да се употребат во капитални проекти. Треба сепак општините понатаму да издействуваат во рамките на контролата и инспекцијскиот надзор на концесиите, да го нема тоа ексклузивно право само Министерството за екологија, него да се спушти на локално ниво со локални инспектори, дали тоа ќе бидат рударски инспектори кои ќе прават еден вид техничка контрола на самата експлоатација, квалитетот на искористувањето и извозот на тие минерални суровини, да мислам се слеват повеќе средства во буџетите, кои што средства понатаму општините, како што и општина Прилеп, ќе може да ги користи за одредени намени и подобрување на квалитетот на живење на нашите граѓани во општините и во Прилеп. Во моментов, значи, општината нема никаква контрола како вид на камен, како вид на мермер се извезува, се копа и како тој се заведува? Па апсолутно нема, тоа е комплетна ингеренција досега на Министерството за економија и затоа предлагам да во тој поглед новата влада преземе одредени чекори да се спусти на локално ниво, да има поголема контрола на концесионерите, а тоа ќе значи повеќе средства и за државата и за општините. Мислам дека досега во Министерството за економија има, ако не се лажам, 2 или 3 инспектори кои што ги контролираат концесиите на ниво на цела Македонија. Тоа не е доволно и мислам дека вака ќе биде многу пообјективна контролата, а со пообјективна контрола нормално и ќе има повеќе средства и за општините и за државата. За колку би се зголемиле они приливна средства за општините? Па ако сега средствата изнесуваат неколку стотици илјади евра, јас мислам дека би дошло до милиони повеќе евра бар за општина Прилеп, меѓутоа и за другите општини, а тие средства не се мали средства кои што понатаму можат општините да и користат за реализација на капитални проекти за подобрување на животот на граѓаните. И дали во моментов има некаква злоупотреба според вас од страна на концесионерите во однос на искупувањето на рудното богатство? Па видете, не можам да кажам, можеби има, меѓутоа тоа најдобро го знае Министерството за економија. Доколку и локалните самоуправи ја добија таа ингеренција, се даде дел од таа ингеренција или може да бидат па и зошто да не заеднички контроли, така? Ако има заеднички контроли, мислам дека ќе има и многу подобра и поквалитетна евиденција на сето тоа и поголемо слевање на средства. Ристевски потсети дека тој како поранешен председател на Комисијата за финансирање при ЗЕЛС успеал да се избори во 2007 година да се промени законот за минерални суровини, со кој што од буквално 0 денари, тогаш општините почнале да добиваат приход од 40% од концесиите, а 60% од парите оделе за државниот буџет. Додека пак неколку години потоа имало и втора промена на законот со кој што сега општините добиваат 78% од концесиите на рудниците, а 22% државата. Но Ристевски смета дека и тоа не е доволно, затоа што освен одредениот бенефит, општините имаат и голема штета од концесионерите, а тоа било големото загадување на животната средина, како и уништувањето на инфраструктурата во општините, која според него со законска одредба требало да ја изградат самите концесионери на рудниците. И мислам дека најмногу што се оштетува од сето ова е инфраструктурата, бар за Прилеп. Знаеме дека Прилеп има огромна инфраструктура канализациона, водоводна, негде преку 200 километри на ниво на градот само зборувам. Со самото поминување на повеќе тонски камиони, тоа е еквивалент на земјотрес према Рихтер 3-4 степени. Тоа прави голем потрес на улиците, на самиот систем на канализација, водовод и така натаму. И од тука има многу голем број на дефеци, скопани дупки на градските улици. Тоа, верувајте, не е создадено од возилата, пешаците, велосипедите или лесните моторни возила. Сето тоа е резултат на тие тешки товарни возила, повеќе тонски, кои што ги носат и транспортираат минералните суровини. И во иднина би предложил на новата влада секој концесионер кој би добил концесија во околината на било која општина да има и достапен пат и директен излез на тие регионални магистрални
патишта со цел да не се оштетува инфраструктурата на општините. Инаку Прилеп е општина во Македонија со најголем број на концесии за рудници, дури 32. Според изјавите на експертите, годишно од Прилепско се извезува и над 70 милиони евра на суровина, па може би и повеќе. А приходот за општината од сето тоа е само околу 200 до максимум 300.000 евра. Една капка во целото море. Токму затоа експертите и познавачите на приликите бараат итна промена на законот за минерални суровини.